Стадион. Емисија за вашата вистина. Во студиото Игор Ангелски, селекторот на македонската фудбалска репрезентација, а на линија би требало да го имаме Тони Стеновски, колегата од македонската радио телевизија. Тони, се слушаме ли? Се гледаме ли? Јас ве слушам, не ве гледам, се надевам дека се е ред. Тони, имаш и нешто, подготвуваш ли специјално за новите победи на македонската фудбалска репрезентација, или тоа е момент на инспирација, тоа е инстинкт, ќе ти дојде само од себе, само дека има успеси? Не, да подготвувам веќе не смеам, а ќе ми дојде нешто како инспирација, така што тоа тешко ќе се контролира. Знаете, ако мислите на тој дел завршницата на преносот во Грузија, кој што нашиот народ го прими генерално добро, и ако имаш и негативни реакции, за да ви се случи тоа во животот, треба да имате импулс од теренот. И затоа јас сум благодарен на селекторот, на фудбалерите, на Фудбалската федерација, на сите тие што беа вклучени во овој голем резултат за македонскиот спорт, затоа што ете после 24 години кариера ние можеме да се радуваме на настап на македонска фудбалска репрезентација на европско првенство. И ова е вистинско европско првенство. За мене трето, јас бев 35 дена пред 5 години во Франција, меѓутоа македонската репрезентација не беше таму. Ги коментирав и надпреварите во 2012-та, меѓутоа ова е нешто сосема друго и неспоредливо со што било претходно. Тони, те прашам директно за тоа што е поврзано со твојата работа. Македонската телевизија, иако нели се појавува најразлични информации, па и сомневања дали ќе ги откупите правата или не, секој оди кај вас. Како ви е планот? Понудите нешто ново? Организација сте подготвени, меѓутоа дали ќе има некои нови луѓе кои што ќе коментираат, ќе ви помагаат на вас од терен, ќе бидете присутни? Повели кратко, информирај ги слушателите и гледачите на оваа емисија. Јас не сум уредник на спортската програма, не сум дел од менаџерскиот тим и не знам дали смеам да зборувам на оваа тема. Јас сум шеф на проектот од аспект на тоа кој ќе оди во Букурешт и во Амстердам и како ние би сработиле од таму и оние контакти што се СУЕФА за телевизиски работи. Можем да кажам, можем да најавам дека планираме покривање на ова европско првенство како на ништо претходно. Значи со многу студија, Скопје, Букурешт, Амстердам и во многу градови во Македонија, со целодневна програма. Секако ќе има 3 надпревари дневно во групната фаза, меѓутоа тие појаси меѓу надпреварите, пред надпреварите, практично од утринскиот појас па таму доцна до полноќ ќе биде посветен на фудбал. Со надеж ако успееме се да изреализираме како што треба, многу се специфични времињата и тешко одат организациите и во смисла на патување, во смисла на тоа како ќе се работи. Но ако се работи она што го планираме, ние би направиле неколку работи во смисла на телевизиско покривање на спортски настан, кои што досега овде не се видени. Тони, какви се процедурите? Кажи некои информации кои што се поврзани со пандемијата. Ќе ве тестираат пред секој надпревар или вакцина е доволна? Комплицирано малку ќе биде. Постојат ограничувања од секоја држава за ковид процедурите. И тоа сите го знаеме. УЕФА со својата моќ, несомнена, финансиски и така натаму, успеа да излобира некаде да има олеснувања. Олеснувањата, например, ќе ви кажам какви се за Букурешт и за Амстердам, оти сега на нив сум фокусиран. Мора да имате ПСР тест кој што е негативен, за Амстердам 24 часа стар. Значи, не постар од 24 часа. Сега ние кога би оделе од Букурешт во Амстердам, затоа што немаме приватен авион, а ќе имаме многу техника и тоа треба да се направи по земски пат, треба да се вакцинираме. Јас планирав тоа да биде на 17-ти, кога го играме вториот надпревар со Украина, но така се плашам дека тестот ќе истече. И сега треба да најдеме некој институт за јавно здравје таму, веќе сме в контакти нормално, за на 18-ти рано да го направиме тоа и да може во тој рок од 24 часа да стигнеме во Амстердам, а при тоа фудбалерите да не ни побегнат многу. А тие ќе ни побегнат. Ќе одат со авиони, ќе стигнат таму пред нас и ние ќе имаме една дупка
во покривањето додека стигнеме. Сега додека стигнете 2000 километри од Букурешт до Амстердам, минувате неколку граници. Тоа е се Европска унија, ама сега поради ново настанатава ситуација практично минувате граници и се надевате дека нема да запнете некаде со некој полицаец или цареник на не знам кој е било тема. Вакциналниот пасош... Речеме, јас сум вакциниран со руската вакцина, така ми се падна. Јас сум со руската, да. Романија и Холандија не признава руска вакцина, така што тоа вакцинирање за мене не е воопшто. Пасошот вакцинален за таму не ни важи. Да, како да не сум вакциниран. Становски, ајде сега очекувања. Втората фаза ја абсолвираме, влегуваме, не сакаме да разговараме за тоа. Нека му биде товар на Ангеловски, тој на фудбалерите. Понатаму... Што се договориле така да не се мешам. Кажи ги твоите очекувања. Јас мислам дека Македонија може да игра со секого, па тоа и да е товар, а и да не е товар, зошто би било товар кога Македонија одигра добар надпревар во Романија без оглед на поразот, одигра фантастичен надпревар против Германија и тоа е некаков показател. Предпоставувам дека сега тие два добри надпревара ќе значи дека селекторите противнички, стручните штабови ќе се подготвуваат максимално силно за нас, но мислам дека ние ја заслуживме нашата почит, нивната почит. И со изминатите надпревари се една добра серија резултати, добри игри против Италија и така натаму, без оглед да речеме што со Австрија и со Украина и со Холандија секако имаме негативен биланс. Мислам дека ние може фудбалски да играме, дека имаме зрела репрезентација, во речиси сите сегменти од тимот и дека успех за нас ќе биде и да бидеме во конкуренција. Ви знаете, одат првите две во осмина финали и 4 од 6 третопласирани. Така што тоа значи дека еден бод, едно реми, една победа уште подобро ќе ве држи во игра до 90-та минута на третиот надпревар во Амстердам против Холандија за да се надевате на пласман понатаму. Сега дали треба да бидеме толку амбициозни? Дали треба да одиме со онаа фраза што сите селектори, сите играчи ја милуваат чекор по чекор? Ке процени Ангеловски, тоа мислам дека досега добро го правеше. Неколку пати знаеше да биде малку и строг кон мене на пресконференциите во делот на тоа дека размислува само за првиот нареден надпревар. Јас ќе ја прифатам таа стратегија сега и да размислуваме само на Австрија, од која што имаме два пораза претходно и време за трета среќа. Добро, треба и менаџментот на МТВ да внимаваат, треба да подготват резервен фонд, ако одиме понатаму, поскапо ќе ги чини, ќе треба нови PCR тестови, а нови трошоци за останување таму. Ама добро, тоа се да сладки трошоци. Јас тоа го размислувам сам со себе. Ние во една комбинација, ако одиме натаму, може да играме во Глазгов. Како ќе стигнеме до Глазгов по земски пат? Од Амстердам. Подалеку не од Глазгов, мислам дека најдале повеќе комбинации за тоа каде Македонија би можела да проложи, но верувате, јас за сега, ние сите за сега се фокусираме само до 21 јуни, нека биде добро, нека оди Македонија натаму, па ќе решаваме работата, инаку на овие настани и кога нарачувате да речеме линии, коментаторски позиции, одредени продукцијски услови на стадионите, што е строга процедура на УЕФА која што има рок и така натаму, за периодот од завршницата на групната фаза до осмина финалето, до нокаут сегментот, имате една вечер. Штом се познати двојките, многу краток временски интервал за да реагирате со нешто, но ќе видиме како ќе се одвива. Се до тоа, ние да го сработиме нашиот дел до 21 јуни како што треба, 22 јуни па потоа ќе видиме што и како. Тони, новото нормално, колку може нормално да се нарече, ама веројатно сега полека со вакцинацијата, со имунизацијата, ќе се враќа светот во некоја нормална, не целост како порано, ама колку толку ќе се движи послободно. Ова е такво европско фудбалско првенство, ова е единствен таков настан кој што ќе се организира од поголем формат. Еве со Олимпијадата цело време е стани падни, не се знае што ќе се случува, сега ќе се пушти и публика. Кои се твоите размислувања, очекувања во тој поглед? Дали ќе влие тоа на квалитетот на фудбалот и кои се твоите фаворити? Еве, ние
подобро играме кога се трибините празни. Успеавме со Косово, со Груеве, со Грузија, беве сега со Германија, во Романија бевме окей и така натаму безобидно поразно, така што дали влие на квалитетот на фудбалот? Сигурно дека влие во смисла на тоа дека секогаш им е подобро на фудбалерите, макар да играат и пред туѓи навивачи. Предпоставувам дека мотивацијата е поголема, знам дека е мотивацијата да речеме поголема кај коментаторите кога ќе одите на стадиони, не знам 50, 60, 90 илјади луѓе навиваат, се е поинаку. Тогаш некако преносот оди сам. Влегувате во таа атмосфера, го чувствувате тоа, станувате дел од надпреварот, дел од целиот амбиент на стадионот, значи дел од цел настан, не само од она што се случува на теренот, и тогаш е преносот полесен, не знам, се отвара умот, некој прозраче таму во позадина што го тренирате, а не ни знаете дека го тренирате долго време, прави да ги коментирате работите, како што не може кога сте во студио никако, или пак е тешко оди кога се трибините празни, а вашиот глас коментаторски е најсилен тука во околината кај оние малку што ве слушаат. Фаворити. Фаворити се оние што и секогаш се фаворити на големите настани. Франција, актуелен светски првак. Португалија ќе се обиде да одбрани титулата. Германците мислам дека се во она нивна 10 годишна, 15 годишна фаза на циклуси кога ги менуваат репрезентациите, така што од нив не очекувам да направат нешто повеќе. Ќе видиме дали може нешто младата репрезентација на Италија, но веруете, не сум ни размислувал на таа тема кој би можел да биде фаворит или пак дали јас имам фаворит, имам, да, еден, се знае кој е тој. И што и да се случи на ова првенство, какво и да биде за нас ќе биде најубаво и се надевам дека во иднина што почесто ќе имаме можност да бидеме дел од вакви настаноти кога ние правиме спортски резултати. Да речеме, замислете какво ќе биде ова лето за македонската спортска јавност и не само за спортската јавност, за цела наша нација. Ние одиме на европско фудбал, одиме во септември на европско одбојка, одиме во јануари на европско ракомет. Значи тоа е период од 8 месеци. Влеговме во Европската унија порано ние спортистите. Ние сме само спортски во Европската унија. Само спортски. И уште долго време ќе бидеме само спортски во Европската унија и нам тоа многу ни значи. Тоа е некоја храна за душата на нацијата која што се надевам дека може да ни помогне да решиме некои други проблеми. Мислам дека фудбалерите направија многу во таа насока и затоа се мои спортски херои. Ајде да бидам малку и малициозен, среќа што не бара соседните држави некои посебни услови. ФИФА или УЕФА е посебна држава во држава, така да не се бават премногу. Може да барат нешто околу идентитетот за да може да играме квалификации, например. Тоа знаете како е, кога притисоците тргнуваат, се знае како стигнуваат. Има многу пикантерии на оваа тема, да речеме, ние како македонска телевизија често кога ги работевме, кога ги продуциравме сами преносите, тоа беа во оние претходни два квалификацијски циклуса кога Ангеловски беше селектор, тогаш ние бевме со онаа референца со која што бевме примени во Обединените нации, примени и во УЕФА и во ФИФА, и ти инсистира, речеме, кајронот од надпреварите во Скопје да биде таков како што е. Тогаш јас настапив со едно моје историско не. Ние не може да влијаеме на тоа каков сигнал ќе примиме од каде било во светот, но оној сигнал што се праќа од Скопје, од Македонија, тогаш и во Струми се игравме, ќе биде таков како што треба. Имаше едно убаво писмо до УЕФА и тие прифатија ние да бидеме Македонија, кога играме во Македонија без никаква референца, дури и на оној долг кајрон, значи некога е МКД и та, да, МКД е дозволено, Македонија и Италија. И тоа исто така го сметам за еден од нашите поголеми патриотски успеси поврзани со фудбал. Тони Стојановски, Македонска радио телевизија, гледате Македонска телевизија 3 пати дневно ќе има фудбал, така? Да, сите надпревари ќе одат во живо, оние што се поклопуваат во третото коло од групната фаза, ќе одбираме тој што е поинтересен, што директно решава, па некој ќе оди во снимка, но ќе одат сите на програмата на Македонската телевизија. Првата или и на третиот ќе има? Таму репризи ќе одат? И на првиот и на третиот. Првиот канал се планира како отворена програма, ви реков, од утринскиот појас.
во зависност од тоа нели какви се условите. Јас мислам дека ќе се избориме да направиме нешто што е добро и да функционира тој линк со Букурешт и со Амстердам, значи би имале програмски појаси во текот на целиот ден, се разбира, студиски емисии, гости што ќе анализираат и така натаму и така натаму. Тони Стојански, Македонска телевизија. Стадион. Емисија за вашата вистина.